Во пресрет на утрешниот празник, Ден на трудот, веќе се прават подготовки каде да се одбележи денот. Дел од граѓаните кои успеа да го спојат викендот со неработниот ден веќе се надвор од Скопје, а дел од нив и надвор од Македонија. Оние пак кои останаа во метрополата имаат избор од неколку излетнички места, каде со пријателите и семејството, традиционално со скара, ќе се потсетат на значењето на 1 мај. А скопската околина изобилува со излетнички места, меѓу кои Кучково, Матка, Катланово, Марков манастир, Водно. Сепак, да потсетиме дека палењето оган и скара на отворено е забрането. Градот Скопје апелира до граѓаните кои што планираат предстојниот празник 1 мај да го поминат во природа, да не палат оган на отворен простор и да не фрлаат отпад. Воедно ги информираме граѓаните дека екипи на градот и на јавното предпријатие Паркови и Зеленило ќе бидат присутни и ќе вршат контрола на јавните површини и ги потсетуваме дека казната за палење оган на јавна површина е 200 евра, а за фрлање и оставање отпад 50 евра, соопштуваат од град Скопје. Да потсетиме дека 1 мај е меѓународен ден на трудот, ден што се слави во чест на историската борба на работниците од целиот свет за унапредување на работничките права. Во историските читанки пишува дека во 1884 година Федерацијата на синдикатите усвоила резолуција со која се прогласило дека од 1 мај 1886 година работниот ден ќе трае 8 часа наместо до тогашните 10, 12 па дури и 14 работни часа на ден.